Со мене во студиото денеска ќе продефилираат многу познати имиња од македонската врвна, медиумско, пеачка, творечка, филмска естрада и така натаму. Ја би требало да имам Биба Додева на телефон, ако не се лажам, иако не сум сигурен Да. Биба, добро утро. Добро утро. Добро утро до тебе, добро утро до сите гледачи. Ете, вака звучи гласот кога стануваш рано са бајле и кога си на сумамет и ја завршуваш годината, како што ти кажа ти. Така е, вчера кога се слуштав, реков Биба Аман доаѓа у студио, меѓутоа јас во студиото имам еден друг посебен гостин, тој е Виктор Петров Викса. Никој не го знае кој е Виктор Петров. Како не да, и го знаеме. Тешко звучеше ова со лична карта. Биба, поздрав, Биба, супер се звучиш, извини. Поздрав. Јас и Викса ќе ти правиме сега. Ние во медиум, ние вака внатрешно, да кажем, си ги знаеме имиња, презимиња, матичен број се. Биба, како си прво да те прашам, осим Сумамедов, крај на годината е за тебе оваа година секогаш исполнета со разни активности, нормално дека додуше гледам дека последниот албум е пред 2 години, ама тоа со нетрпение очекуваме нов албум. Ама Борка не престана да работи и оваа година мислам имавте една полна агенда. Па, како што ти самиот кажа, да, Борка не престана. Година и пол од, стари една година е всушност од последниот албум, бидејќи пред крајот на 2020 година го издадов. Меѓутоа, оваа година никако да направам никој голем концерт кој што сакав да го направам. Се надевам дека 2022 тоа ќе се оствари. А за тоа балансот го дава Борка, секако Борка не престанува да работи, затоа што на кое што го работевме беше, можеби, мислам дека најпотребно во овие, особено 2 години со пандемијата. Само минатата година имам, можеби, над, ајде да не кажам, ама над 1500 јавувања, можеш да замислиш тоа се на СС телефонските линии, кои што се навистина потребни, барем некој збор, како што си самиот кажа, да им кажеме на луѓето кои што се борат со ракот, дека не се сами, дека некој поминал низ оваа болест и дека сепак може би да има нели нов ден и дека едноставно не треба да се придават и да се борат. Да. Како што знаеш, Викса е представник на најголемиот радиски магнат во Македонија, Брейк, и ги застапува овде како тридава. Па, кога ќе кажам за радио, ми важи за по 3 пати. Една Метрополис, една Клуб ФМ и еден Сити комерцијален радио степен. Биба, дали си задоволна како те третираат радијата кој што Викса води различни програми, а се во собственост на Дарко Гелев Брейк? Реално доста често, значи, знаат они да ги промовираат и моите песни. Викса, не знам дали ти си пуштил устари некоја моја песна. Еве сега тоа. Јавно да те. И сам види, следната година ја ќе те молам, немој така. Да. Ако не сме пуштиле, да пуштаме поише, сакаш да речеш. Види, повеќе ќе треба да пуштат, еве ќе правиме нови песни, ветувам. Бива од општа култура, ти кажем, лајк за Муабетов. Инаку, баш таму кај што сум ја инволвиран, знаеш, во тоа будењата, утрински кажано, сабајлачки, имаме простор за промоција на нови песни, секогаш знам дека го пуштаме тоа што е произведено. Морам да кажам нешто што сите го зборуваат, дека можда малце се произведува, ама очекувам дека тоа ќе си оди со тек на времето. Во контекст на Муабетов твој, ти се дуплираш кај нас, ти си добар човек, што е ретка појава во денешно време, да бидеме реални. Абсолютно. И си еден од оние луѓе кои покрај тоа што имаат добра кариера, можат и прават нешто добро, за што те поздравувам и ова знам дека малце чудно звучи као Ханзапласт од лековиве, ама ја го залепувам Муабетов дека е битен да се каже и овој Муабет. Знаеш што Биба, ми е кај тебе одма ми текнува дека имаш многу убава насмевка. Да ти кажам дека честитам по 7 роден ден и 8 секој утро и дека види сега каква среќа сум имал. Имам работа која што ги расположува луѓето. Ја не можам да бидам ни расположен на работа, бидејќи има 7 роден дени, има луѓе насмеани. Не се само роден дени, но сакав да речам, има луѓе кои знаат да се насмевнат наутро се уште. Покрај тоа што се повеќе оние намрштените и ги почитувам сите облачно расположени, без потреба зборам, кога си намрштен, онака. Ја имам такви утра. Станувам и љут одам на работа. Без врска љут у 6:20 не можеш да бидеш.
Сакам да кажам- не сум јас секогаш насмеана да бидеме реални. Да ти кажам, па и нечини да се претерува. Сега и другава страна да ја фати. Срците те фати Да, нешто глупа е. така. Понеделник, среда и петок по 10 минути ја правам вежби на мрштење, обично околу пладне, гледам да сум сам и гледам да има луѓе, да нема луѓе, пардон. Инаку ова Тоа никогаш да, тогаш никогаш меќе мене никогаш да, вторник, четврток и сабота. Особено сабота ако наутро, значи вие ми седите во добар ден. Ако сабота ми е некако најкритична, можам да кажам дека ниту сакам да сум на емисии, ниту сакам да сум во борка, едноставно сабота ми е ден кој што навистина ми е потребен за да здивнам од се она кое што нели надвор се случува, да посветам малку повеќе време и на своите пријатели и на себе, на домот. И од саботата ми се јавивте, ќе видевте дали сум насмеана. тој врнежливиот термин. Еј, фала ти што сме на плажа. Не дали врне или не сум изтрапат. Значи не ми влијае многу дали е тумурно надвор или не. Знаеш што многу е битно душата дали ти пее или не. Биба, бидејќи си на лекарства вечерва, имаш некаде специјален помин за Нова година или сепак дома? Во кругот на семејството што дела? Сепак дома, за жал, да, требаше значи да идам и по пладне да имам на еден настап и на площад не во Скопје, надвор, меѓутоа и те не можам навистина, не можам. Мислам, звучам како носорог, се надам дека луѓето баш и не им е потребна вечерва. Да, бидам искрен, не знам како Ове, звучи. сакам да додадам, Ама ако вака звучи носорог, неполнолетен носорог би додал. Може би можам некој стендард да направам за да се расположа со некој вид. Шала на страна, навистина, не едва и чекам некако стварно да оваа година да заврши и да не звучам вака. Биба, фала ти многу да си поминеш убаво нареднава година, поубаво од оваа година може би не беше за сите баш како што треба, ама еве слушам најновите вести кажуваат вирусов ќе преминал во обична настинка од 1 јануари, ќе го лечиме со... Јас сум пример, значи првото што го помислив на вистина е тоа, дека не е вака, дека имаме PCR тестови по џебови за секој случај, да секое кашлање одма проверуваме како е тоа. Да, па да, проверите како дали е. Мене ми е Биба Клуб ФМ редовната радиостаница окола вклучена, бидејќи немам кога друг пат да слушам радио, мислам во текот на денот. Има навистина добра музика, да. И многу често ја знам да ја пуштам и во кола, така да ќе продолжите. Јас многу ми е жал што наутро сум јас во студио, па не можам Викса да го следам. Добро. Ама гледам дека губиме публика секогаш кога тој расположи на радио. Ама добиваме публика која не ќе му се погоди денот. Се тоа е малце се делиме. Не, па мора, ако не се менја, ќе се навикнеме на нон-стоп добро, така беа 90-ти, само да додадам. Многу е добра година во аспект на дека не е баш добра. Мислам, сите го слушуваме, сите го чуваме, ја денов го пакувам у тегла и таа тегла ќе ја ставам стварно за пример, пошто сега ретка прилика е да имаш добри параметри. Што и да направиш иднава година, ќе биде појако од ова, гледано некако психолошко математички, тоа е добар старт. Значи, не ти искам да да релативизирам. кажеш дека нели што вика после дождот иде сонце, 2021 ни е дождот. Да, ама сега знаеме дека што ќе правиме на сонцето. Знаеш што би додал? Дека до сега си игравме такви детски игри на сонце, како да е онака Седно, да, секој ден. Го добиваш. Сега ја мислам дека ги цениме. Тој дожд и овој одмор што се случи овие 2 години, некако веќе знаеме кај сме, ама доста е, нели доволно? Да, како у школа, на 5 час сме, имаме уште 2. И мене ме фаќа тоа, као све ми јасно, се е окей, има некои правила, нови живења. Мислам дека може да го полагаме тестот, да затвориме ова вонредниве ситуации и пак ќе си има веројатно вонредна ситуација цела секоја ситуација. Право да ви кажам и на двајцата, бидејќи поминавме еве 2 години на разноразни Јас не верував. затворања, недружења и така натаму. Гледам вчера седнав со семејството малку па на предновогодишен ручек, она меѓу ручек и вечера што се вика така, во една позната кафеана, кафеаната полупразна. Обично во овие денови во некои минати години тоа не можело да се најде слободно столче, а не маса за да се седне. За 15 минути се доаѓа од Борис Трајковски спортскиот центар до овде со се паркинг, ГТЦ
Вица. се се, Да го комот. поздравам шоферот, денес ми закасни на работа, шоферот. Ама добро, сега, окей. Сакам да кажам иднава година онака кој ќе ја стартуваме експлозивно има да надополниме за се што сме изгубиле последниве 2 години, барем мене така ми се чини. Биба, фала ти многу, убаво да си поминеш да ти е се најубаво. Благодарена ми на 20-та, да, повелете Да поидам после емисија, не сум со ковид, ама ете, имаме руска, битно ја задржуваме традицијата и Политичка убавите салата и каква политичка салата. Види, ако немаш кифлички не доаѓа. Ја без амерички кифлички со руска. Киснат кифличките ми саме сега ќе треба да се печат. Ајде Биба, седај убаво, па се гледаме во студио следната Голем година. поздрав до сите, до слушателите, до гледачите, до вас. Имајте навистина убава вечер и нека оваа година следнава ни биде барем трошка поубава. Фала И повеќе ти, да фала ти, можеме да Биба. се гушкаме со И луѓето. на тебе и на твоите се најубаво. Викса, со Брейк разговараме кој знае од кога дека е дојдено време да се прави полноќна емисија, радио емисија со жив оркестар во студио. Мислам, има ли смисла тоа Со- што ти се чини тебе? Ова, да, види, овој муабет го знам. Добро ми изненади. Ова се тие некои златни идеи кои што си мислиш одма може вака да се направи, не мора, може, но полека го градиме тој мозаик. Знаеш што е мислам вака почнавме на ти не е почитувам. Знаеш, филмот е уствари начинот на гледање. Ние го следиме она што е добро и сакаме да биде подобро, како радија, како телевизија, како медиуми, како што и да е. Да не дефинирам можноста да се отвори ова ноќе. Можда е вистински момент дојден. Ама знаеш каде ни киксира обично работата? Обично некој што сака да го прави тоа само за пари. Например, тоа не успева. Се друго е окей. Значи не викам да нема покритие, но викам има малци ентузијаст. Таква идеја за пари не се прави. Ова се прави или со ќеф и со ентузијазам. Не, знаеш кој дел за пари? Тој што ќе пали светло, тој што ќе прави ова, Да, добро, а иначе добро, екипица добро, тоа не се купува, тоа е точно, тоа е точно. Имам јас еден доктор у фрижидер, го чувам од ноќна За проект. секој случај. За докторот ми е и видиш како ја предвида работа уште пред 10 години почна да носи маска. Абе препотувања вака, нели кога ќе доеш емисија рефлектори, жива вода се правеше. Награди добивавме, бубамари, све со маска. И дојде кризава и текна една екипава, тој проект се вика Балканска Е-банка, Така е, кој што е чуедата. мислам дека е првата Е-банка на Балканов во интернет смисла Преди криптовалути да се па смисла така од смеа. криптовалути За беа каснија. беа центи, криптоценти беа ние кога почневме. Моабетов ми е дека откако дојде коронава сите носат маска, него жив го нема, не можеш да го убедиш да носи маска. Контрадикторно ли вистиното. Некогаш човек се наоѓа од таа страна на кругот и само треба да се послуша и веројатно да го направи тоа што треба да го направи. Оваа година беше и ковид и претходната. Има ли смисла да се прави радио, бидејќи што сакам да кажам, Знаеш што луѓето се седат случи? дома, веројатно повеќе слушаат Разбирам. радио. Се врати ли таа, Да, како чудно да е. кажеме, Мислам, чудно е, неочекувано е. Очекувавме, нели кога си во трка, ти очекуваш и имаш параметри, имаш представа, ама не можеш да предвидиш се. Ова не се предвидуваше. Ова последниве го викам 2,5 години корона живење или живење под нормални посебни мерки кои нормални се денес. Врати дупло повеќе спотови. Например, да би испромовирам во однос на реклами, јас снимам кога ќе се расположам некои спотчиња чудни, во однос на реклами е дуплирано како потреба. Тоа значи дека некои бизниси за жал затворија, што е не викам дека е добро, ама даде можност на некои други бизниси. И ако вака го загледаш без некој напнат набој на релативизам, нешто, не знам, секогаш е тешко. Јас и кога почнував, јас бев на конкурс на радио, бидејќи ми избркао час, искрено ти кажувам, во економско школа и со Дарко дружевме Мјалковски, Да. фативме на радио конкурс и бевме на конкурс. Тоа беше година кога не бевме признати никако општество сами пред себе, да речам 89-90. Да, тогаш. Тогаш лесно ли било? Мислам дека ја го гледав лесно. Тоа значи некој и денес може да биде тоа што треба да биде, само да не се подпираме на таа вкупната енергија. Вкупната енергија е убава, секојдневно ја допираш и ти и ја, многу убава енергијава радиска наутро, сите три радија имаат зголемен степен на слушање и во еден вечерен дел кој тој ни кажува како показател дека е добро луѓето нема да не слушаат во реално време. Туку ќе биде тоа спакувано и ќе
ќе не конзумираат као торта, тогаш кога ќе дојдат гостите. Па Чобовски знае да каже дека утрински брифинг е Јас ве радио следам. што се гледа. Да, јас ве следам цело време, извини ако мафтам многу радиски вака, ама после емисија радиска, Кога завршува со емисијата? Јас завршувам, јас овде сега уживам со вас и да најавам дека имам финален квиз на Сити, секој утро во 9:15, ја прашувам две машки, Елена ме прашува две женски прашања кои секој маж или секоја жена би требало да ги знае. Ова утро имаме музички квиз и откако ќе те изуживаат тебе и твојот тим, повелете на Сити, ќе биде интересно. Имам интересни работи. Одамна разговараме и со Брейка и ние сме правеле муабет. Едно време кога почнувавме пред 2-3 години со утрински брифинги се пренесуваше првиот час, два таму. Добро, ние се занимаваме главно со политика, вие се занимавате со други теми, политика на зезање и убаво живее. Има и тоа. Кој знае дали е можна таа симбиоза, па дури можда и соработка, да таму кај што ние ќе стегаме вие да попуштате. Види, тоа зависи од тие што учествуваат. Знаеш, што ме одушеви? Еве, да дадам една препорака. Ова е буквално спонтано. Има многу воени филмови. Кога ќе ти кажам воен филм, обично војников Рајан, добро, офицери, джентлмен. Океј. Ја и на меш. Да. Кул. Тоа се класици. Воен филм е и Лавита е бела. Например, Бенини. Така е. Направи филм и сите овие што ги спомнавме имаат филмови на тема што сите ја знаат и навидум е досадна, ама ако знаеш да го направиш она, како се вика, баклавата, ако знаеш да ја направиш, не е обична баклава. Така е. Знаеш ли што значи изразот долче фарниенте? Долче фарниенте. Уживање без посебна причина, без посебна безусловно уживање, без причинско условирање од уживање. Долче вита знаеме што е. Ова го ставам на мајца, искрено. Фарниенте. Холандски учиме со публиката последниве 3 месеци, учевме германски оваа година, почнавме со грчки. Не знам зошто, ама ради тие салатите нели руски, француски, викам зашто нема грчка и така. Викса, фала ти многу. Кај си вечерва на Нова година? На радио да не си дежурен? Го пречекувам Дедо Мраз и само го праќам кај најдобрите деца. Он дистрибуира подароци. Искрено, не дека не смеам да кажам, али ќе им биде чудно на фановиве дека така правам некој виртуелен експеримент, кој, ако ти кажам било што, ќе знам работа, ама ќе ти дојдам за недела две, се само најавувам. Нешто многу интересно, чудно, мене барем ми изгледа, а сите сме вклучени. Експериментот веќе трае. Трае 100 дена и денес е 96-тиот, сваќаш она. Нешто интересно кое не го приметуваме, а го правиме сите. Нема снимање, има само аудио забелешки. Готово. Значи се договараме за една средба и после Нова година. Дека да видиме како изгледа. Да се видиме и до година, зошто да не. Само да спакуваме едно пакетче поздрави за тие што те гледаат, за тие што не те гледаат, особено бидејќи да знаат дека не недостигаат, без разлика како размислувате политички, гледайте да имате и некои други вредности кои што може да се обединиме. Ова го мислев на семафор, а со оглед на тоа што немаше гужва, мислам не ми е многу обмислено, ама сакам некако публикава да и твоја и наша и цела и сите сме публика на некој начин, имаме некои сврзни точки кај што многу ќе се сакаме, а секако тоа ќе повлече и точки кај што нема да се слагаме. Но уживање без обврски. Така е. Долче фарниенте, а најдобро обединување е често со музика. Еве сега биба додева да видиме што таа ќе ни отпее од како ја отслушавме на телефон.